Poštovana македонска јавност, денеска во многу кратки црти ќе раскринкаме ова анти-НАТО, анти-ЕУ, анти-македонска влада. Начинот на кој што ги троши парите е најдобар показател за тоа, односно начинот на кој што се обидува преку реалокација на средства, односно на одземање на средства и давање за други намени, ќе покажеме дека станува збор за анти-НАТО и анти-ЕУ, односно анти-македонска влада. Првиот сегмент е во Министерството за одбрана се кратат 1,5 милијарди, односно нешто над 1,5 милијарди денари во делот на купување машини и внимавајте интеграција во НАТО. И ова не е прва година како што се кратат овие средства, ова е во континуитет. На почеток на година се планираат средства, а на крај на година обавезно, значи нема година во која што не се одземени средствата во делот за интеграција за НАТО. Значи станавме членка на НАТО и веројатно тука треба да застанеме со развојот на капацитетите. Мислам дека е крајно неодговорно ова што се случува, затоа што ако продолжиме вака, верувајте дека ќе добиеме укори и од самото НАТО. Во изминатиот период почитуваната Шекеринска се гордееше со купување на машини, инженериски машини. Ќе ве потсетам, имаше така една јака промоција, медиумска и така натаму, меѓутоа тој случај заврши во јавно обвинителство. Огромни милионски средства се проневерени преку тие машини, а јавното обвинителство до ден денеска нема постапено. Значи за бошотен случај. Наместо да развиваме огнена моќ на армијата, нешто што е обврска од НАТО договорот, значи една работа е НАТО дека треба да не брани, односно го имаме тој член за колективна безбедност, меѓутоа има еден член пред него, што е членот 3, кој што кажува дека секој треба да развива сопствени капацитети за одбрана. Ние тие капацитети во моментов не ги градиме. Значи огнената моќ на армијата паѓа и тоа паѓа и на сите светски листи, ќе видите. Меѓутоа, очигледно е дека тоа Социјалдемократскиот сојуз, односно ДУИ, воопшто не ги засега. За таа цел ќе видите дека ќе се сликаат со одредени набавки на возила, кои што се транспортни, и тие се потребни за армијата, тука неспорно е тоа, меѓутоа станува збор само за транспортни возила. Армијата, односно една армија ако има огнена моќ, во спротивно не станува збор за сериозна армија. Понатаму во делот на изградба, реконструкција на објекти се кратат повторно во Министерството за одбрана 190 милиони. И сега тука повторно ќе се навратам на претходната министерка Шекеринска, која што исто така се сликаше и правеше промоција на објектот на воената служба за безбедност и разузнавање, односно реконструкција на тој објект дека ќе била направена, дека ќе била тој објект ќе бил по сите НАТО стандарди, меѓутоа што гледаме денеска, после толку време, од кога помина 3-4 години, од кога го промовира тој проект, објектот, односно градбата на објектот е застаната, луѓето се ставени на еден, односно на два спрата да работат, останатите простории воопшто не се користат. И сега, наместо да најдеме средства за да се заврши таа процедура, ние кратиме, односно вие кратите 190 милиони значи за потреба за изградба и реконструкција на објекти. И сега кога сме кај реконструкцијата на објектите, да ве потсетам дека Агенцијата за национална безбедност се уште е во истиот објект на поранешната УБК. Сетете се дека имаше еден извештај, односно два извештаи на Прибе 2015-16, каде што јасно беше предвидено дека Агенцијата за национална безбедност треба да се исцели од објектите на Министерството за внатрешни работи. И на тој начин да покажеме дека Агенцијата не е под контрола на Министерството за внатрешни работи. До ден денеска ништо не е направено по однос на тоа прашање. Претходниот директор кој што беше на Агенцијата не можеше да се договори колкав процент треба да земе за изградба на нов објект и цело време му беа одземани тие пари. Годинава, веројатно тоа не е таков случај, меѓутоа повторно се кратат капитални расходи 3,750 милиони или од вложување се кратат 69 милиони само од Агенцијата за национална безбедност. Кажуваме дека сме проевропска влада. Не сме си ги реализирале работите што сме си ги прифатиле, односно сте ги прифатиле во 2015 и 2016 година. Еве на крај на мандат тоа нема да успеете да го реализирате. Очигледно е дека ќе треба новата влада на ВМРО ДПМН тоа да го направи. Понатаму, зборувајќи за Министерството за внатрешни работи, кога веќе го споменав, во делот на реформи можеме да видиме дека имаме зголемување на парите, односно 36 милиони. Внимавајте, не се зголемуваат финансиски средства за оперативното работење на Министерството за внатрешни работи, туку ќе се купуваат нови моторни возила. Значи на министерот за внатрешни работи му дојде до нови моторни возила. Денеска објавив еден Facebook статус каде што јасно кажавме дека цела година
и повеќе вработените во Министерството за внатрешни работи се без осигурување. Значи не се осигурани животно, значи немаат животно осигурување. А тоа е законска обврска на министерот. И сега од една страна не ги осигуруваме вработените, од друга страна ќе набавуваме нови возила. И тука уште нешто, и со тоа ќе завршам. Во 2018 година Министерството исплатило 250 милиони, 2019 220 милиони, 2020 160 милиони, 21 и 22 по 200 милиони денари по основ на тужби, значи извршни судски наредби, нешто што значи зашто е тужено Министерството поради прекршување на одредбите од страна на министерот. Значи законски одредби кои што министерот морал да ги спроведе, не ги спровел, вработените, значи преку 16.000 тужби имаат поднесено и вкупната сума на средства кои што се исплатени од тој буџет на Министерството за внатрешни работи се околу милијарда денари. И сега ако споредите милијарда денари во Министерството за внатрешни работи даваме по основ на тужбени побарувања, а 1.500 милиони кратиме во делот на Министерството за одбрана во делот на интеграција за НАТО, ќе сватите дека оваа влада нема диригент, односно се покажува дека оваа влада ја води еден трајно неспособен премиер кој што не знае да ги синхронизира процесите внатре во неговата влада која што му е дадена. Тука јас би завршил, за овој предлог нема да гласам. Благодарам. Има збор Лидија Петкос.